Përshëndetje të nderuar shikues. Jemi në emisionin e tretë për këtë sezon të Rrugës Drejtë dhe besoj moment më qelluar nuk do të kishim gjetur që i ftuari jon sonte të jetë lideri i opozitës, kryetari i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë, zoti Branko Crvenkovski. Zoti Crvenkovski, mirë se erdhët në studion e Gjendarësat. Sigurisht kemi shumë tema për të diskutuar që janë shumë aktuale dhe që do të vlente ta ndëgjojmë qëndrimin e juaj për këtë. Do të fillojmë sigurisht me intervistën e fundit të kryeministrit Gruevski për Agjencinë e Lajmeve Mia. Ngritet temperaturë ju kur e lexuat apo jo? Не, температурата не ми се покачи, меѓутоа навистина бев изненаден од речникот и од формулациите што беа користени во тоа интервју. Без никаква субјективност мислам дека се работи за јасен знак или сигнал дека власта во Македонија го менува генералниот курс во однос на евроатлантските интеграции. Чка да thotë kjo? Ако ние во еден период бевме во фаза на соработка со Европската унија, последните неколку години сметам дека бевме во фаза на изолација, бидејќи немавме некој значаен помак напред. Мислам дека после ова интервју, по избор на премиерот и по избор на владата, Македонија влегува во фаза на конфронтација со Европската унија, што значи дека приоритетите, барем оние кои што мислевме, дека одамна се зацртани од стратешко значење Македонија стане членка на НАТО и Европската унија, за оваа власт веќе се целосно изместени. Pse Gruevski po e bën këtë? Pse tani qëllimisht po e përgatit opinionin që vitin e ardhshëm mos e marrim, na hiqet rekomandimi që të marrim raport negativ? Cili është qëllimi i Gruevskit sipas juve? Па јас тврдам во подолговременски период дека Груевски не посакува искрено Македонија да стане членка на НАТО и да се интегрира во рамките на Европската унија, и тоа од многу практични причини, бидејќи доколку тоа се случи, доколку ги почнеме преговорите со Европската унија и станеме членка на алијансата, едноставно не ќе може да продолжи со ваквите политики кои што до сега ги спроведуваше во државата. Тој сака да биде буквално се владател или владател со сите полуги на власта во своји раце, без никому да полага сметки и без било какви меѓународни норми, стандарди, принципи да ги почитува и според кои ќе мора да се однесува. Со други зборови, Македонија макар и изолирана, меѓутоа целосно под негова власт, да може тој и една група на луѓе околу него да прават што сакаат. Чка по опозита во кај раст? Па не само опозиција, мислам дека ние сега во оваа ситуација имаме еден по-генерален предизвик. Што ќе прави целокупното општество? Граѓаните на оваа земја, не само политичката или партиската опозиција, што ќе прават елитите во оваа земја, интелектуалната елита, бизнис елитата, политичката елита. Бидејќи ова е едно од оние клучни прашања од кои што зависи генералниот курс на државата и зависи иднината на сите нас, не само на една партија, без разлика дали е во власт или во опозиција. Уште од 1991 година, по стекнувањето на независноста, постоеше еден широк и политички и етнички консензус во државата дека нашето место и согласно тоа нашиот највисок приоритет е како да станеме дел од заедничкиот европски дом. И долго време соодветно на тоа и се однесувавме и постигнувавме напредок, заклучно и со добивањето на кандидатскиот статус за членство во Европската унија, добивањето на препораката за почеток на преговорите. Во овој момент се нуди еден концепт, или јас да бидам подиректен, се обелоденува. Многу појасно станува дека се работи за еден концепт кој што ја води Македонија во сосема друга насока. Тој концепт добива на посебна тежина бидејќи го промоира самата власт, значи не некоја маргинална група, не некоја незначајна политичка партија или невладина организација или мал процент на граѓани, туку власта таа која што всушност е најодговорна за состојбите во државата, не внесува во една фаза или во еден процес од кој што или радикално и на подолг период ќе се оддалечиме од овие стратешки цели со сите консеквенции што тоа ќе произлезат за сите граѓани во оваа земја, или ќе успееме да ја вратиме државата на вистинскиот колосек, во вистинскиот правец, оној за кој што мислевме дека е одамна абсолвиран како наша цел. Si do ta kthejmë në kolosek? Këtë gjë, duke pas paraqyrë se Gruevski tani më haptas hapi luftë me Bashkimin Evropian, konfrontohet me ata haptas, edhe ju thoni se kjo do të thotë ndryshimi i kursit, ku po shkon Maqedonia tani?
Значи, најлошо е тоа што не знаеме каде оди. Ако не е единствената, или најдобрата, или најсериозната алтернатива за Македонија евроатлантската иднина, што впрочем не е дилема за било која земја од регионов. Погледайте што се случува во Србија, Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина, сите гледаат и се движат во ист правец. Ние во овој момент немаме понудена алтернатива од страна на власта. Ако не е ЕУ, ако не е НАТО, која е нашата иднина? Сами изолирани. Исток, далекиот исток, Кина, Индија, Русија, кој е концептот или која е целта кон која што оваа власт сака да ја придвижи државата? Премалку кога спомнавте што ќе прави опозицијата, не само што ќе прави опозиција, реков што ќе правиме сите, вклучително и оние што се коалициони партнери во власта. Барем декларативно сите се уште тврдат дека нашата главна определба без алтернативи е евроатлантското интегрирање на Македонија. Сега таа определба декларативно треба да се истестира. Дали на вистина така мислиме или само едно говориме, а друго правиме? Ќе го потребам вокабуларот и речникот на Груевски во интервјуто за МИА. Рече дека Европската унија игра пипиревка пред Грција. Кој ќе игра пипиревка за Македонија или пред кого Македонија ќе игра пипиревка? Значи, ако дозволите само малку, пред да ги коментираме изјавите на Груевски или можеби на комесарот Филе, ајде да фрлиме еден поглед на самиот извештај на Европската комисија, чија содржина беше провокација премиерот Груевски да настапи на таков начин. За момент да заборавиме дека постои извештај на Европската комисија. И ајде ние сами, ама искрено, реално, да се погледнеме каква ни е состојбата во земјата. Има ли некој во оваа земја? Ја тврдам дека сите, или огромното мнозинство граѓани, кога велам сите, освен оние што се во власта и ја поддржуваат власта, знаат, мислат, сигурни се дека администрацијата во Македонија е партизирана. Почнувајќи од тоа како се вработуваат по партиски клjuč луѓето, како напредуваат или како ги губат своите работни места. Завршувајќи до тоа врз основа на какви партиски директиви институциите настапуваат. Значи не врз основа на закон, туку врз основа на партиски сугестии, наредби или директиви. Втора работа, сите ние во оваа земја, освен власта и оние што слепо ја следат или ја поддржуваат, сме свесни дека нашето судство не е независно судство. Дека судството е изложено на перманентни политички притисоци од страна на власта. Повторно, од тоа како се бираат суди, како се разрешуваат суди, до тоа какви судски одлуки се донесуваат. Впрочем, самите суди на анонимна анкета организирана од ОПСЕ, мнозинството рекоа дека се изложени на перманентни политички притисоци. Трета работа. Сите ние во оваа земја сме свесни дека во сферата на слободата на медиумите се случија лоши работи. И тоа лоши работи како резултат на политиката на оваа власт. Почнувајќи од затварање на медиуми, електронски и печатени, превземање на целосна контрола над оние органи кои што требаше да функционират независно, како Советот за радиодифузија, заклучно до злоупотребите на јавните пари, буџетските пари, народните пари, за фаворизирање на едни медиуми во однос на други медиуми. Не сакам ни да говорам за јавните изјави на премиерот пред целата македонска јавност, кој медиум треба да се гледа или кој вестник треба да се чита, а кој не треба да се чита. Ако ние сме свесни во државата дека таква ни е состојбата и огромното мнозинство знаеме дека тоа е проблем, тоа што се чудиме на содржината на извештајот на Европската комисија. Токму овие работи, овие проблеми, овие слабости таму беа наведени. И замислете, вистината или реалноста во Македонија го испровоцира нашиот премиер да влезе во една реторичка конфронтација со Европската комисија и со комесарот за проширување, кој што тврдам е најзаинтересираниот Македонија да направи напредок од сите европски структури. Дури поделни земји членки на Европската унија имаат скептицизам кон процесот на проширување. Ако ние имаме негде вистински поддржувачи на нашиот од напред, тоа е во Европската комисија и пред се во комесаријатот за проширување, бидејќи тоа му е основна задача. Ако нема земји кои што претендираат и напредуваат во процесот на нивното интегрирање, нема предмет за работа на комесаријатот. Реалноста и вистината за Македонија, овој пат соопштена од надвор, го испровоцира Груевски да влезе во директни обвинувања кон Европската комисија, кон комесарот и кон користење на изрази, како што вие рекавте, дека Европската унија игра пипиревка пред Грција,
дека се кршат сите принципи, стандарди и така натаму. Меѓутоа, не ја коментира и другата реченица што во својата изјава ја кажа комесарот Филе. Дека ако овие слабости останат и ако негативните трендови продолжат во овие области, дека следната година, дури ако го решиме спорот со Грција, дека Македонија може да не добие датум за преговори или дури да ја изгуби препораката за почеток на преговори. Значи, не држи логиката дека све ова се прави заради проблемот со Грција, кога јасно не беше порачено дека дури и ако се реши спорот, земја не може да претендира да стане членка на Европската Унија, ако има проблем со правната држава, а не непостоење независно судство е проблем со правната држава, ако има проблем со демократијата, а тоа е она што се случува во слободата на милиумите и погенерално слободата на изразувањето на јавно мислење од било кој поединец, ако има проблем со партизирана администрација, па дури во овој извештај се засега и во делот на пазарните законитости во економијата, бидејќи владата со начинот на кој што настапува на пазарот, всушност го руши пазарот. Оние фирми што работат со власта се привилегирани, оние фирми кои што од било кои причини, најчесто политички, не се допаѓаат на власта, се изложени на постојани притисоци, инспекцијски надзори, па дури и полициски прогони. Mi ne jemi dëshmitar këtë rajon se kishte një shteti ynë fqinj, Serbia, filloi të konfrontohet me gjitha shtetet perëndimore dhe e dim se si përfundoi. Unë e përmenda atë me thash nëse Bashkimi Evropian e luan Pipirevkën, si thot Gruevski, pranë Greqisë, kush do të luajë për Maqedoninë? Do të mbeten dikush mik i Maqedonisë që të na përkrahen këto politika që i promovon Gruevski? Значи, нема полоша работа за една релативно мала земја од тоа која ќе проектира политика која што не соодветствува на незината улога, позиција и реална моќ во меѓународните односи. Ако не знаеме тоа како изгледа на собствено искуство, а сега влегуваме во една таква авантура, тоа ќе ги погледнеме другите искуства. Да речеме Србија во времето на Милошевиќ, тоа беше онаа приказната србите се небески народ, Србија се сагињат и нече, цел свет е против Србија, меѓутоа Србија е толку силна, моќна и праведна, што на крајот на кришта целиот свет ќе свати дека грешил и ќе ја промени својата политика кон Србија. И голем дел од граѓаните на Србија го следеа Милошевиќ во тие своји политики. Тој Милошевиќ денеска доживеа, не тој, него посмртно да не може никој да му отиде или да посака да му отиде на гробот свеќе да положи. Значи истиот славен и воздигнуван до небото вожд доживеа да биде заборавен од сопствениот народ, дури од оние што го гласале или го поддржувале. Ако не можеме и не смееме си дозволиме луксус да правиме грешки, па отпосле, плаќајќи ја цената, да сватиме дека е грешка, дајте да ги погледаме тие туѓи искуства. Македонија не може да оди напред, да се развива врз основа на тезата дека јужниот сосед ни е непријател, дека со Бугарија имаме сериозни проблеми околу идентитетот и се водат војна политика, дека со албанците имаме проблем во земјата или со Албанија, дека Србија, не знам, промовира политика на патернализам во однос на Македонија, и во исто време Европската Унија е непријателски расположена кон Македонија, како што тврди премиерот, и ако приметивте една реченица во тоа интервју, тој вели: ова е стратегија смислена во Брисел од поединци, а може би и од подалеку. Тоа веќе ја праќа пораката и до Вашингтон, и до Соединетите Американски држави. Добро, можно ли е сите во светот да не сакаат? Можно ли е, како е тоа проклетство, сите околу нас во регионот, ама и сите во светот, дури оние кон кои што се стремиме и кои што ги сметаме за некои кои што промовира цивилизацијски, демократски вредности, како што е, например, Европската Унија, баш никој да не сака. Дали не е логично да си го поставиме прашањето, грешиме ли самите ние негде? Нели треба некоја од своите политики да ја коригираме? И на крајот на кришта, овој народ, не само партиите, треба да свати и да си го постави прашањето. Ако оваа политика не може да се коригира, ако не може да се смени, тогаш нема друго решение освен да се смени власта која што е спроведува таа политика. Се ndryshohet qeveria kur për momentin gazon për kraje të madhe, në opinion. Qytetarët si duket e duan
politikën e tillë që e bën Gruevski dhe e ka gjetë formulën mbas cilës dëshiron ti mbaj ata pas vetë. Видите, на еден одреден период популизмот дава резултати. Впрочем, го спомнахме пред малку Милошевич, па тој на честни, објективни избори ја добиваше поддршката од српскиот народ. И му е донесена големата трагедија на српскиот народ. Многу примери околу нас или пошироко во Европа има во историјата, каде што во одреден период, заради таа популистичка политика, каква што денес се спроведува во Македонија, мнозинството граѓани даваат поддршка. Меѓутоа, одговорноста не можеме да ја бараме кај народот. Онак што го кажав на вечерта после изборите, народот е секогаш во право, дури кога греши. Клучното прашање е, имаме ли ние интелектуалци, интелектуална елита, универзитетска, академска, медиумска, бизнис елита, која ќе каже стоп, стоп. Ние 5 месеци после 5 јуни во оваа држава не се случува ништо друго, освен по теркот на стариот Рим. Кога не може да ги решиш големите проблеми на народот, понуди му лепи игри. Нон-стоп во Македонија нешто се слави. Се слави победата на ВМРО, дури со човечки жртви. Се слави цел месец 20 години независност. Се слави победата на кошаркарите. Се слави 100 години од улица Македонија. Ако почнеме улица по 100 години, која колку е стара да славиме, нон-стоп имаме концерти и огномети во Скопје. Се промовираат споменици. И тоа е една... Пали кај народ, во моментов. Во моментов. Меѓутоа тоа е ист народ. Секој сака спектакл. Секој сака да отиде на бесплатен концерт. Секој сака, можеби, на многумина им се допаѓаат оние светлосни ефекти околу Александар Велики споменикот, фонтаната и така натаму. Меѓутоа секој нив на крајот мора да се врати дома, да плати струја, да плати вода. Треба да даде пари за детето да отиде на екскурзија, да му купи компјутер. Значи, да се врати во реалниот живот. Не се сомневам дека во определен период популизмот дава резултати. На долг период нема популизам кој не му донесал несреќа на сопствениот народ. Ние мора, ја тоа го опишувам на следниот начин, ова сега ситуација е толку еуфорична, или беше, ја мислам дека повеќе не е истиот интензитет, адреналинска фаза, во која што помалце ме наликува ќе направиме на споредба, као да се собрале 10-15 другари кои не се виделе од средношколските денови или од војска и рекле, ајде убаво си поминеме. Влегле во еден ресторант, во некоја кафана, му викаат на газдата, носи јадење, пиење и не прашува колку кошта. Само нека биде полна масата. Музиката свири, пеачката пее, се е фино расположение, одлично е, со саати седат, пеат, се веселат, сите се сакаат меѓу себе и на сите им е убаво. Кога тогаш завршува работата, музиката се пакува, конобарите ги собираат тањерите и чашите, доаѓа газата, вели, дечки, треба да се плати. Не ни расипуј расположение. Како да не ви расипуваме расположение? Убаво и беше, сега треба да се плати. Нема ништо бесплатно. Значи, треба да се свртиме и да ги издигнеме на површина. Клучните теми, оние од кои што се живее, економијата, социјалата. Македонија е земја со рекордна невработеност, со рекордна сиромаштија и со рекордни денови на славење и празнување. Право кажем, çka po bëni ju si opozicë që ta parandaloni këtë, të thoni erdh fundi, kaq ishte. Значи, опозицијата има две задачи во секоја држава. Првата е да ги раскринка погрешните политики на власта, да ги разобличи, да ја предупреди јавноста, да ги предупреди граѓаните. Па ние тоа го правиме. Ние тоа перманентно го правиме во собранието, во јавноста, преку медиумите, во онаа мера во која што имаме достапност преку медиумите. И клучната работа е не дали ние за таквите наши активности ќе имаме поддршка од одреден процент на граѓани. Туку како да имаме од мнозинскиот процент на граѓани поддршка за ова за што се залагаме. Кога тоа ќе се случи, ова власт по дефиниција ќе падне или ќе дојде до нејзина промена. Меѓутоа, не е проблемот на Македонија што ќе биде со СДСМ и што прави со СДСМ. Еве, СДСМ е, не знам, неуспешна во својата политика. Кај се сите останати? Каде е оној дел од цивилниот сектор? Каде е оној дел кој што, велам, припаѓа на интелектуалната елита, на универзитетот, на бизнис елитата? Дали веруваат на вистина дека овој курс на државата е исправен и ќе не однесе кон подобро? Имаме ситуација во која што
Министер за здравство станува човек кој што е единствена допирна точка со здравството е имал кога бил во 8 одделение да го вакцинират. И им чита лекции на универзитетски професори, на медицински факултет, редовни професори, со по 30-40 години стаж во здравството, како треба да се води здравството. Ја мислам дека за 2 недели дечко ќе почне да оперира во Македонија. Народот тоа го сака очигледно и дава резултати, има успеси. Они се фалат со тоа што го постигнуваат. Да не бидам груб, меѓу тебе да бидам до крај искрен. Ако народот тоа го сака, и ако е спремен да ја плати оваа цена, тогаш што барате од СДСМ или од опозицијата. Народот избрал, народот ќе се ја плати цената. Како викаше поранешниот лидер на Лигата за демократија, професор Маријановиќ, стално ја повторуваше таа позната изрека. Секој народ има власт каква што ја заслужува. Не верувам дека народот го сака тоа. Не верувам дека народот може наместо леп на своите деца да ги задоволи со поглед на спомениците на плоштадот во Скопје. Не верувам јас дека народот повеќе е спремен да ги гледа музеите и неговите пари дојдат за тоа, отколку да му се купуваат лекарства и да има квалитетно здравство. Не верувам јас дека овој народ е подготвен да ја рискира целата иднина своја, на своите деца, на своите внуци, само заради една изфрустрирана политика која што овој период се наоѓа на чело на државата. Бем tu pauză ne par cu reclama, kthehemi në pjesën e dytë bisedës me kryetarin e Lidhjes Socialdemokratë Maqedonisë, zotin Brakan Trojakovski. Kthehemi aty ku ngelëm, ishim duke folur për aspiratat dhe politikat e qeverisë në sa i përket integrimeve euroatlantike të vendit. Zotin Trojakovski, si shihni në rolin e partnerit shqiptar brenda koalicionit? Zëvendës kryeministrja Arifi deklaron një gjë, shefi i saj Gruevski ец me politikë e tjetër. Мислам дека Дуј се наоѓа во една невозможна, наречам, ненормална ситуација. Ако ја погледнеме нивната политичка платформа, барем она за која што се залагаат во јавноста и она со која што отидоа на изборите, не само последните, кои предпоследни, ќе видите дека кај нив приоритетот број 1 е интегрирањето на Македонија во НАТО и во Европската унија. Гледано тој аспект, платформата на Дуј е многу повеќе слична, не речам идентична, со платформата и приоритетите на опозиционите партии, не само на СДСМ, ЛДП, десно ориентираните опозициони партии, не знам, ВМРО Народна обединети за Македонија, па ако сакате и со опозиционите албански политички партии, отколку што е блиска со платформата на ВМРО ДПМН, кој што е нивни коалиционен партнер. Во долг временски период, господинот Ахмети и Дуи тоа го објаснуваат на следниот начин. Ние се залагаме за истите работи, меѓутоа тоа ќе пробаме да го направиме од позиција на власт и од позиција на коалиционен партнер. И тоа има логика. Повеќе може да се направи од позиција на власт, отколку од опозиција. Меѓутоа, ако не била, до сега слушнахме во неколку наврати рокови, за 6 месеци ако не се случи, за година дена, за година и пол, за 2 години. Ако не се лажам, Дуи влегува во 4-та година коалицирање со ВМРО ДПМН. И тука имаме една шизофрена, перверзна ситуација, во која што се обидува се биде дел од власта, а да се промовираат опозициони тези. И дека тоа може да пројде. Може да пројде и кај гласачите, албанци или граѓаните и така натаму. До кога? До кога тоа? Јас тоа поодамна го кажав, ќе дојде момент, ја мислам дека веќе дојде моментот, или ако не сега, ќе дојде за кратко, каде што Дуи, доколку остане во владата со ВМРО ДПМН, а владата спроведува ваква политика, каква што промовира Груевски, целосно ќе дели одговорноста за се, вклучително и за неуспехот на евроатлантските интеграции на Македонија. И тоа ќе треба да го објасни пред своето гласачко тело и така натаму. Ние се имаме ситуација, премиерот и вице-премиерот за евроинтеграции даваат комплетно различни оценки за извештајот. Едниот вели дека ова е изнасилен, уценувачки, пренагласен извештај, пренагласен во критиките. Господјата Теотира Раифи века ова е реален извештај. Ја се погледнете ги нивните изјави, изјавите на опозиционите партии и кажете ми каде е политичката блискост, а каде е политичката разлика.
Не би сакал да одам чекор понатаму, меѓутоа само ќе споменам. Сега за сега изгледа дека тендерското крило во ДУИ или тендерските интереси во коалицијата се уште се појаки од политичките разлики во коалицијата. Ако тоа продолжи и понатаму, тогаш повеќе разлика за клучното прашање за земјата помеѓу ДУИ и ВМРО ДПМН нема да постои и одговорноста ќе биде подеднакво поделена. Nuk konsideroni se sjellja e këtij edhe e BD-s, edhe e VMRO-s është si rezultat e mospasjes së opozitës mirëfillt, gjithsesi të jetë shumë më aktive opozita, qoftë ajo maqedonase, qoftë ajo shqiptare. Se ata duket se kanë ata kanë një pozitë konform, edhe nuk kanë kurrë problemi, se as opozita shqiptare s'është aktive aq sa duhet as ajo maqedonase. Значи, ја мислам дека ние сме единствената земја во која што кога има проблем во државата се бара стално кај опозицијата. Опозита дуhet ta luajë rolin e vet në këtë shoqëri. Të mos ju lejoj të jenë aq komfortat amrenda. Јас го поставам следното прашање. Дали, например, ДУИ, за нив го отворивме прашање, има одговорност пред собствената политичка платформа? Или таа може да се меси као пластелин? Или може да се менува од ден во ден, како мастика за жвакање, да ја тегнеме, да ја собираме и така натаму. На страна тоа, дали опозиционите албански партии се доволно силни да вршат притиск. На страна тоа, еве нека бидат слаби. Има ли одговорност ДУИ пред собствената политичка платформа и пред оние луѓе што ја гласале таа платформа? За остварување на таа платформа. Тоа мислам дека не само ДУИ, треба секој од нас да си го постави прашањето. Значи, јас не можам да зборам за другите опозициони партии. Можем да кажам за СДСМ. Ние ќе го направиме максимумот. Во нормална демократска земја, максимумот на политичка битка се води во парламентот. Тврдам дека од 5 јуни денес парламентарната група на СДСМ, па и генерално на опозицијата, е далеку поаргументирана, поупорна, подобро организирана отколку парламентарното мнозинство. Ама математиката е на нивна страна. Погледайте ги сениците на собранието. Па секоја дебата е добиена од страна на опозицијата од аспект на аргументи. Очигледно дека тоа не е доволно за да се променат работите или да се смени перцепцијата кај граѓаните. Што говори дека Македонија не е нормална демократска земја. Дека мора и други механизми. Ја често пати ги слушам тие критики кон СДСМ. Пасивни сте. Добро, што предлагате? Па излезете на улица. Протестирајте. Прво, која е логиката на 3 месеци после избори да се излезе на улица? Се барат предвремени избори или на непоминати 100 дена од владата се бара паѓање на владата, што ни по устав не е можно. Меѓутоа, втората работа е, не е доволно да се организираат протести на улица кои ќе бидат поддржани од одреден процент на граѓани. Ние треба да до таа мера да се разобличи оваа политика на власта, да таквите протести бидат поддржани од мнозинството граѓани во оваа земја, па за да има ефект и резултат од таквата работа. Не по избор на опозицијата, не по избор на СДСМ или било која друга опозициона партија. Дефинитивно по избор на Груевски. Бидејќи ова што он го прави сега со Европската унија, логично можеме да предпоставиме што ќе следи понатаму. Прво, внатрешните поделби нема да се надминат, тука ќе се продлабочат. Поделбата на патриоти, предавници, продадени души, во делот на политиката, во делот на медиумите, во делот на интелектуалците и така натаму. Секој оној кој што ќе се дрзне сега, бидејќи погледнете го неговото интервју, ако каже, например, ја ова што го говорам, за него е доказ дека јас сум предавник на Македонија. Впрочем, и во интервјуто се повикува на оние кои што поинаку мислат, кои што туѓи интереси им се на ум или на памет. Значи, тој ја турка Македонија во понатамошна поделба, која што на крајот мислам дека ќе заврши во едно црно-бело сценарио. Македонија, сите ние, не само македонците, заедно, сите што живееме, и албанците, сите останати, во еден момент треба да се соочиме со собствената катарца. Што сакам? Кој пат генерално сакаме да го фатиме? Она што, например, Србија го имаше како предизвик, кој што се уште не е надминат, меѓутоа е далеку во поинаква, да не речем, поквалитетна фаза од некои поранешни времења, да речеме во однос на Косово. Значи, ние треба, не е само спорот со Грција, денеска оваа власт испроблематизира све, ја испроблематизира историјата на овој народ.
корените, идентитетот на овој народ. Релациите за кои што сметавме дека се изградени, имаме пријатели. Сега премиерот не кажува, не ни се пријатели. Нити во Брисел, нити во Вашингтон. Не ни се пријатели. А ние цело време имаме стратешки партнерства, пријателства и така натаму. Ние конечно мораме како народ, како нација, како држава да докажеме дека имаме демократски потенцијал, капацитет на вистина да влеземе во друштвото на земите членки на Европската унија или на НАТО алијанса. Këto shqetësime që ju i theksoni tani, i ndani me liderët e partive tjera opozitare, qofshin ato parlamentare, qofshin jo parlamentare, i keni diskutuar për ndoshta vepruar në blok? Нашиот пристап е соопштен, значи веќе е обелоден јавно. Значи ние имаме опозицијен фронт, тој беше формиран и пред овие парламентарни избори, во кој што влегуваат 20 на политички партии. Ние остануваме отворени и за сите други опозициони партии. Тврдам дека ќе дое моментот, слично како во Србија, во времето на Милошевиќ, кога се формираше ДОС, каде што сите заборавија на нивните идеолошки, па дури и етнички разлики и рекоа, слушайте, имаме голем проблем од кој што зависи се во оваа држава, дали ќе биде држава или не. И каква идна ќе имаме? Дајте прво да се справиме со големиот проблем и опасност, а потоа, кога ќе станеме нормална држава, разликите нека излезат на површина. И излегува денска Коштуница на една страна, Тадич и Демократската странка на друга, Чедо, не знам, на трета страна, ама станаа нормална држава. Ние одиме кон тоа дека во оваа земја сите ние ќе треба, и тоа без било какви комплекси, од типот јас сум партиски неопределен. Добро, а определен си за иднината на својата земја. Јас сум интелектуалец, супер. И како интелектуалец што мисли, што треба да се направи? Keni komunikim me partitë opozitare shqiptare, parlamentare, për momentin është PDSH dhe RDK, për t'i ftuar për t'ju bashkangjitur ndoshta në atë front? Значи, не, во овој период, ако говориме во овој период после изборите, некаква комуникација од тој тип не постои. Не сум се сретнал нити со господинот Ахмети, нити со господинот Мендук Тачев подамна, што мислам дека е проблем. Дури да немаме вакви сериозни ситуации, нормално да комуницираат лидерите на политичките партии, од тоа не треба да се прави драма. Од моја страна подготвено за таква комуникација секогаш постои. Руфи Османи не го спомнувате. Исто и за Руфи Османи, апсолутно. Problem tjetër dhe temë aktuale këtyre ditëve sigurisht është çështja e ndërprerjes së regjistrimit në Maqedoni. Çfarë do thotë kjo për ne si shtet? Срам, скандал, неспособност. Значи оваа власт покажа дека нема ни политички, ни административен капацитет да спроведе попис. При тоа се имаат проблем, немаат кого да обвинат. Веќе што е заштитен знак на Груевски. Секогаш кој има проблем кога не може да го реши, некој е крив. Грција е крива, опозицијата е крива, странците, Запад е крив. Се за пописот кого да окриви? Европска унија. Опозицијата, народот е крив. Се во врска со пописот, почеток до крај го правеа сами тие, коалиционите партнери од власта. Донесоа закон тако како што сака. Направија попис на комисија таква како што... Не зема еден представник на опозицијата, чисто колку да не можеме да кажеме дека нема никој. Апсолутно. Сите тела кои што беа општински комисии, регрутирањето на попишувачите го правеа сами. Гарантираа дека пописот ќе биде успешен. Објавија дека има целосна согласност во владината коалиција и на крај, после 10 или 15 дена, велат пописот се поништува. Парите се фрлаат во бунар и пазете, на тој срам кај што треба Груевски да се покрие, излегува уште дека сака да направи поени, дека е голем патриот. Тој тоа го направил за да спречи фалсификат. Чив фалсификат? Опозицијата? Нели, за се е Бранко крив оваа држава, сега те не може да каже Бранко е крив за пописов. Нема кого да обвинат. И сега се прави фама. Некој сакал да... И за 2002 можеме поразговараме. Некој сакал да направи фалсификат. Кој сакал да направи фалсификат? Каков сакаш да бидеш патриот, кажи го името на тој од другата страна. Кој си од другата страна? Се пазите, кој е највен во оваа земја да не сваќаме дека Груевски го обвинува Ахмети Дуи за обид за фалсификат, ваѓа не се обвинува сами од себе. Или обратно. Ја лично мислам, немам податоци, немам информации, не им ги знам договорите што ги правеле, како се усогласувале. Тврдам, значи логицирам, дека
оваа катастрофа, овој срам, овој скандал е резултат на нечесните меѓусебни односи меѓу Груевски и Ахмети. Сметале дека ќе го надиграат другиот за време на пописот, дека едниот влегол со намера да го спушта процентот на албанците во вкупната структура на населението, другиот влегол со намера да го качува процентот на албанците во вкупната структура и на крајот, кога видел дека све им излезе од контрола, дека ќе добијат податоци што никако не може да ги го објаснат, дека 4 милиони ќе има жители Македонија, пошто попишува све живо. И од Австралија, Канада до Швајцарија, Германија и Италија, кога сватија дека апсолутно ќе биде смешно да излезат со такви податоци, повторно сложно. Замислете, едни со други си ги направија билите, се обвинуваат за фалсификат и многу сложно и хармонично донесе одлука да го прекинат пописот. И никој не е крив. Нема објаснување за целта. Нити кажуваат кога ќе има попис. Ја ви тврдам дека оваа власт нема намера никад да направи попис. Додека е оваа власт, нема попис. Јавно го соопштувам тоа, сакам да ме демантираат и ќе ги подсетуваме на секој 3 месеци. До кај сте со попис? Нека биде пролетва, следната. Доволно име 6 месеци да се подготват. Нека биде есента следната година. Доволно име 12 месеци. Како да им веруваме ние на нив дека се добри избирачките списоци? Ако не можат попис да направат. И како да им веруваме дека воопшто изборите беа коректно изведени, ако не можат попис да направат, каде што никој не им се меша. Што се несува до пописот од 2002. Уна дуги ша, ishte kjo që tani sulmohet me të madhe LSDM-ja dhe regjistrimi i 2002-shit, se ju jeni fajtor, se keni rrit numrin e shqiptarëve për 120.000, frika më e madhe e Gruevskit, se në fakt shqiptarët do të rezultojnë aq sa janë, dhe do të demantojë edhe vetveten. Me ato pohime që i thonte 2002. Значи, да посетам на некои факти. 2002 година пописот се одигрува, значи се на терен, од 1 до 15 ноември. А владата, новата влада на СДСМ е избрана на 1 ноември. Значи целиот попис на терен го изведуваат луѓето и органите избрани од претходната власт на ВМРО, ДПМН и ДП. Пописна комисија, директор на Завод за статистика, попишувачи и така натаму. Намерно никого не мрднавме, за да нема приказни после тоа дали новата власт нешто интервенирала кон резултатите. Ви тврдам дека никаква политичка интервенција, сугестија од било кого, а ќе сум знаел бидејќи бев премиер на таа влада, немало за некакво штимање на или подешавање, подесување на резултатите. Резултатите беа такви какви што покажа состојбите на теренот. Меѓутоа, ајде хипотетички, да предпоставиме дека се оправо дека кога вела дека бил фалсификат пописот во 2002. Па се има одлична можност да направат објективен попис и да го докажат фалсификатот. Може да си ја завршат работата и да покажат, да соопштат, еве ги резултатите објективни, на вистина во 2002 бил направен фалсификат. Тоа е првата работа. Втората работа, баш ме интересира, ако е фалсификат во прашање, значи не се знае како се правил, што се правил, иначе ќе го докажа, 6 години се на власт, обвинителство, судство, полиција, се имат во сферата. Како ба знае дека 120.000 луѓе биле допишени? Зашто не 70.000? Зашто не 80, 90? Туку како е најдобра бројката дека 120.000 албанци биле непостоечки допишани? Толку се доволно да бидат по 20. Значи, дури ја бираат бројката. Ако се 120.000, албанците ќе бидат по 20%, 19, нешто %. Што е најопасното во таквата теза? Сега е рамковниот договор. Ако е на вистина во 2002 направен фалсификат и се допишани 120.000 луѓе кои што не постојат, албанската популација во Македонија ќе биде 19%, рамковниот договор паѓа во вода, бидејќи најголем дел од правата на етничките заедници е врзана за процентот од 20%. Коалициониот партнер на ДУИ, ВМРО ДПМН, денеска, 10 години откако се слави подпишувањето на рамковниот договор, бара начин како да го проблематизира рамковниот договор. Ако се тие во право, рамковен договор не постои. И оно што мене ме зачуди во собранието, кога се водеше дебатата, како пратениците од ДУИ си ќутат на овие тези од страна на нивниот коалиционен партнер.
И како тоа ќе го објасна, да речеме, пред своите гласачи, пред граѓаните? Ако навистина е тоа така. На крајот на кришта, ако имало 2002 фалсификат од страна на СДСМ, коалиционен партнерите беше ДУИ. И тие се прозвани за таква работа. Затоа велам, мислам дека се уште тендерските интереси се поголеми отколку сериозните политички разлики, што за жал имаат последици за иднината на земјата, имаат последици за квалитетот на животот, на демократијата, на правната држава во земјата, меѓутоа имаат последици на меѓуетнички план. Mendoni se ka dikush në mendjen e tij të merret me kombinatorika të tilla që të rënojë marrëveshjen e Ohrit? Që të kthejmë Maqedoninë në një situatë që askush nuk e dëshiron. Јас само изведувам здрава логика. Како најдоа 120.000 луѓе дека се како тачно толку колку што кога би се минусирале процентот на албанците во Македонија ќе падне испод 20%. Рекам, зашо не 60, 50? Ако сме правеле фалсификат 2002, зашо мораше да биде 25? Можеше 22 и ќе завршивме работа. 23%. Не, пазите, 120.000. Толку се вештачки допишани албанци. И си седат сложно во коалиција да го поништуваат пописот, одиме понатаму. Bëjmë këtu pauzën e dytë për reklama, kthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit, ku sigurisht do të përkushtojmë dhe do të diskutojmë zhvillimeve brenda lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë. Kthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit, tham do të përkushtohemi zhvillimeve brenda lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë, dhe kjo është mundësia e parë zoti Crvenkovski të përgjigjet për atë që po ndodh gjithsesi deklaratat publike të disa ish funksionarëve të lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë se është koha për ndryshime brenda dhe largimin tuaj nga posti i kryetarit. Zoti Bushkovski është pothuajse prezent në opinion çdo javë me deklaratat e tij, duke kërkuar ndryshime brenda lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë. Si shihni këtë zhvillim? Че прво би сакал да јасно да соопштам дека состојбите во партијата, во Социјалдемократскиот сојуз, во органите на партијата, почнувајќи од општински организации, извршни одбори, Централен одбор, пратеничка група, раководство на СДСМ е апсолутно работна, нормална, владе единство и заедништво. Дури би рекол изненадувачки после неуспехот на 5 јуни да дојдеме до победа. Точно е дека заеднички сите на Конгресот во Битола констатиравме дека направен голем помак напред. Значи, за 2 години оваа екипа во СДСМ успеа од 220.000 бројот на подржувачи, на гласачи на партијата да го зголеми на 370.000, и тоа не е доволно. Тоа не беше доволно да се победи. Легитимно е. Секој член, уште повеќе кога се работи за некој поранешен носител на партиска државна функција, во случајот со Вучковски, тој беше лидер на партијата, беше премиер, министер за одбрана, да може да покрене било каква дебата во партијата со идеја состојбите да се подобрат. Вклучително и до најрадикалните. Речеме, барам смена на раководството, мислам дека е добро председателот на партијата си замине или било што друго. Она што не е во ред е кога таа дебата се води во јавноста, а не во партијата. Иако може да се води и да се постават некои иницијативи и во партијата. И втора работа, не е во ред поранешен председател на партијата да го обвинува системот на кој што функционира на партијата, благодарение на кој самиот бил избран за председател. Значи, начинов на кој што денеска функционира СДСМ е истиот од пред неколку години. На тој начин делегатите го избраа Бучковски за председател на партијата, истите тие делегати потоа му изгласаа недобар. Меѓутоа, тоа да го ставиме на страна. Оно што е индикативно. Вие викате Бучковски е секоја недела присутен. Од 5 јуни, 2 пати неделно минем. Не е секоја недела. Значи, или е колумна, изјава, интервју и така натаму. Дури и неговата хиперактивност да не ја проблематизираме, интересно е како добиват постојано простор во медиумите. Значи, човеков се до пред 6 месеци единствено можевме да го видиме да даде изјава после судско рочиште пред суд за Тенковските делови. Сега одеднаш има проводност во сите пред се овие провладени медиуми. Nga na ju ti kundërpërgjigjeni në këtë formë duke u marrë me diskreditimin e Bushkovskit tani, njeriu të cilët ju e mbronit kur hapeshin aferat ose proceset gjyqësore ndaj tij. Ju të
parët ishit ata që dolet pas deklaratës si publike për kërkim të ndryshimeve brenda LSDM-s, ta дискредитони atë si personalitet. Чивака, најискрено ја кажувам. Најискрено, не се работи за никаква намера да се дискредитира. Во СДСМ, во партијата, има луѓе кои што би сакале жестоко да се конфронтираат со Бучковски заради начинот на кој што во јавноста се однесува во последните 5-6 месеци. Кои што му се лутат. Кои што сметаат дека е некоректно кон собствената партија тоа го прави. Поранешен лидер. Дека ако има некои идеи или забелешки треба да е во партијата, за тоа се разбира. Значи има различни чувства и емоции кон Бучковски. Ја искрено не се согласувам со таквите настапи на било кој член на партијата, посебно на тесното раководство. Јас не го жалам. Искрено го жалам. Можам да замислам во каква состојба е и под каков притисок е, кога мора по 2 пати неделно на различни медиуми да ги повторува буквално истите работи. Во период кога цела Македонија страда од недемократскиот систем на Груевски, од режимот на Груевски, основната преокупација сега негова е демократизацијата на СДС. И тоа на кој начин? Со непосредни избори од членство. Еве ви тврдам. И пред 2 години кога се врати во партијата. И после 5 јуни, после парламентарните избори. И денес да организираме непосредни избори кои од членството, од страна на членството, јас ќе бидам избран повторно за председател на партија. Не е ова ароганција, не е самомедисност, така стојат работите. И зошто би бил во тој случај СДСМ по-демократски? Како би бил тоа по-демократски? Црвенковски има këtë prap deklaroни, prap e çoni atë linje se pa Црвенковски LSDM nuk mund të mbijetoj, nuk mund të ekzistojë. Ju do litoni se LSDM do të ketë derisa sa tjetë Црвенковски në krye të partisë. Не. Значи, тоа што мнозинството членови стојат за тоа да ја бидам председател на партијата, не значи дека без мене на местото председател на партијата СДСМ ќе пропадне или ќе исчезне. Ја тврдам дека во моментов има неколку луѓе кои што го имаат целокупниот капацитет да ја преземат партијата и лидерската позиција. И ќе соопштам пред македонската јавност. Значи, пред 5 јуни, не после изборните резултати и нивното дознавање, пред 5 јуни ја имав донесена лична одлука дека после 5, без разлика на исходот на изборите, ја ќе се повлечам. Ju кише декларуар понекад студија. Нормално дека посакував да биде тоа со победа. И посакував да биде со победа. После 5 јуни тоа го соопштив на најтесниот круг членови на раководството на Социјалдемократскиот сојуз. И тоа беше една интерна дебата од неколку дена, каде што буквално сите без исклучок ме убедуваа дека тоа ќе нанесе штета во овој момент на партијата, бидејќи партијата бележи нагорна линија. Тоа го покажаа изборните резултати. За 2 години толку се постигна, меѓутоа можеме да продолжиме понатаму, дека најмалку што треба сега се случи во СДСМ во оваа фаза е да се отворат внатрешни битки за тоа кој ќе биде председател или како ќе изгледа новото раководство. Нdoshta ajo do ishte më shëndosh për vetë partinë nëse hapeshte. Ju po në këtë studio pikërisht atë e kishit deklaruar se nëse në zgjedhje humni do të largoheni. Për juve tani më e rëndësishme është bindja atyre që janë rreth juve, sesa atë që ju vetë deklaruat se do të rriqeni nëse humni në zgjedhje. Апсолутно се согласувам. Можеби ќе беше и поздраво. Меѓутоа, ако веќе тоа беше општото расположение, што се потврди на конгресот во Битола, имаше тајно гласање, затоа инсистирав да одиме на тајно гласање. Во тој случај, јас не можам и не сакам со било кој мој гест, макар и со повлекување во погрешен момент, да ја нанесам штета на партијата. Значи, ако е таквото општо расположение, окей, продолжуваме да работиме заедно. Откако веќе падна одлуката дека ќе продолжам да бидам председател на партијата, тоа што ќе го правам со потпун капацитет. Не мислам да го правам тоа пола председател, пола не сум или не знам, као да председател со намален капацитет или со некаков недостиг на подршка. И не е спорно, ја повторно ќе се вратам на тоа, дали некој смета дека тоа треба да биде поинако. Легитимно. Замисли каква партија. Па имавме 6 гласа, да речеме, од 700 делегати во Битола, кои што не ми ја изгласаа довербата. Не влеговме ние во потрага кои се тие 6
па не знам да ги санкционираме или казнеме, супер, одлично, имаме слобода во изразувањето, искажувањето и така натаму. Овдека се работи нешто друго. Овде се работи, наместо таа дебата се отвара во партијата, се отвара во медиумите, перманентно, самите рековте, еднаш неделно. Од 5 јуни денеска колку недели има. Еве, нека не биде 2 пати неделно, нека биде еднаш неделно. Истата работа се повтара, се повтара, се повтара. Која е целисходноста? Значи, која е користа за САС? И која е користа за македонско општество? Па, што е резултатот од се до тоа? Се даде повод и можност провладините медиуми, значи сите, меѓутоа ја говорам за провладините или владините медиуми, партиските мегафони на ВМРО ДПМН, цело време да ја држат темата што се случува во САС, а не што се случува во Македонија, не што се случува во држава. Деме, каква е демократијата во САС, каква е демократијата во ВМРО ДПМН? Па, помислете само. Ndryshimet brenda partive, kryesisht ndodhen vetë Цървенковски kur janë në opozitë, nuk ndodhen kur janë në pushtet. E njëjta ndodhi edhe me VMRO-n, kur iku Georgievski. VMRO ishte në opozitë kur u bë ndryshimi brenda kur erdhi Gruevski. Edhe prej atëherë VMRO-ja tani се согласувам. Промените кои што треба да донесат нешто подобро. Кој треба да одлучи? Се претпоставам дека партијата треба да одлучи што е подобро за неа. Да валја нема ни кажува Груевски што е добро за САС. Оти цело време се секира. Мир, тани nuk është duke tani nuk jam thot Gruevski, tani ato njerëzit që kanë qenë funksionarë tuaj. Не, јас зборам за тоа. Кој тоа треба да го каже? Бучковски, одлично. На крајот одлуката која е донесла? Членството, партијата, органите, не знам, рекам 720 делегати. Предпоставам дека тие се повеќе од било кој друг загрижени што е добро, а што е лошо за партијата во наредниот период. Сигурно не им е добро да останат во опозиција. Сигурно не сака да останат во опозиција по секоја цена. Зашто? Затоа што Бранко Црвенковски треба да биде претседател на партијата. Предпоставам дека повеќе мислат пред се за себе отколку за мене. Би било логично. А мислам и Бучковски повеќе мисли за себе отколку за било кој друг во САС. Јавно ќе шкој kishte iniciative edhe nga rinia e lidhjes socijaldemokrate, nga disa djemë të ri që kërkojnë po të njëjtën gjë. Значи не се работи за помладокот, се работи исто така за поранешен секретар на СДМ и сега тоа е малку индикативно. Со слична теза, поранешниот претседател на партијата и поранешниот секретар на младината, како луѓе да добиваат закаснета памет. Прво треба да станат бивши, па да им текне што треба да се прави во партијата. Од кога ќе станат бивши. Тоа е истата матрица, дечкото него не знам толку добро и не би сакал да коментирам било што. Она што мене ми беше индикативно, во политиката треба се анализираат работите. Како тој млад човек, кој што нема никаква политичка функција, не представува никаква организација, друштво, невладина организација, како успеа да ја добие салата на Советот на град Скопје, као поединец, за собствена трибина, бидејќи не представува никаква организирана структура. Како тоа градоначалников Коце Трајановски му даде на еден млад дечко, кој што не представува никого, сала на Совет на град Скопје да ја држи трибината? Мир, не се шкојме бас крye tezave, definitivisht Gruevski ti komenon të ketë ndryshime në LSDM, ndoshta edhe e njëjta thuhet edhe për subjektin politik shqiptar, BDIS i komenon të ketë turbullira në PDSH. Mirë, po ka edhe tillë që mendojnë se pikërisht Gruevski dhe Ahmeti ti komenojnë më të shumti që në krye partive opozitare janë Crvenkovski dhe Thaçi. Pasi që kështu janë rahat shumë. Прво за Ахмет и за Тачи, не знам. И не сакам да легувам, не ги знам релациите. Што се однесува до односот Груевски, Црвенковски, прво не знам кои се неговите мотиви и како гледа на целата работа. Ја лично спрема реакции, спрема све што се случува 5 години, мислам дека се работи за големи лични фрустрации и комплекси. За огромни. Значи, ја тврдам дека во Европа, не во Македонија, во минатото, дека во Европа нема парламентарна демократија во која што некој посветил толку време, толку пари и толку медиумски простор за црна негативна кампања насочена кон еден единствен човек од другата страна. И денеска вицови во Македонија. Кој е крив за ова? Бранко е крив. Прегоре си е лица. Кој да ја менја? Па Бранко е стајал, Бранко нека ја менја, он е крив. Значи, вицови има во држава на таа тема.
Што се однесува мене, ја немам никакви лични чувства, емоции или суети во однос на Груевски. Ја не се согласувам со неговите политики. Ја не се согласувам со она што гледам, не да предвидувам, гледам дека начинот на кој што ја води оваа држава нанесува зло и штета за цел народ и за цела земја. Некои тоа го гледаат уште сега, некои за жал ќе го видат тоаш кога ќе дојде цената за плаќање. Чувствувам морална обврска гледајќи го сето тоа. Имајќи го предвид дека сум бил премиер и председател на оваа земја. Значи ја више немам никакви амбиции у политика. Ја кај вас соопштив тука. И се обистини тоа, дека нема да бидам нити кандидат за премиер, за извршна власт, нити ќе бидам на листа за пратеници. Знаете што, ако се бавите со политика, а немате амбиции да бидете дел нити од извршна, нити од законодавна власт, се постава прашањето зошто се бавите. Зошто да не се остане некој друг? Затоа што мене овој народ се што можеше во политиката да ми довери највисоки функции, тоа го направи. Бев премиер, бев председател. За мене тоа е огромна чест, значи огромна гордост да се биде прв човек на државата или прв човек на владата. Ја имам само обврски, така чувствувам, обврски и долгови кон граѓаните, кон земјата, кон народот, да се обидам кога гледам дека нешто погрешно се прави, дека нешто може да не однесе во катастрофа, да се борам против тоа и да предупредам. Ако ништо друго, барем совеста ми биде чиста дека сум се обидел. Ја не можам да седам дома и да гледам серијал на телевизија како или што се случува во земјата. Тоа е мојот став, така ги гледам работите. Në fund, do ta përjashtoni Bushkovskin dhe ata që mendojnë sigurisht nga partia, po do mbeten antarët LSDM-s. Значи, Бучковски на било кој начин не е приоритет за СДС. Он е во овој период приоритет или обид се користи, да речеме, од страна на власта да се докаже или да се предизвикаат некакви бранувања во опозиција или барем да се создаде перцепција. Кога реков преска дека го жалам, мислам дека на крајот што ќе се случи. Во еден момент повторувањето непосредни избори СДСМ ќе им досади на сите, а најопасно за него ќе му досади на Никола Груевски. Кога ќе му досади повторувањето на истата работа кај Никола Груевски, ќе биде во многу лоша ситуација. Ju falenderoj shumë që ndatë kohë dhe ishit mysafir në Rruga Drejtë. Благодарам на вас. Një venderuar shikues, ju falenderoj për momentin, bashkë mirupafshim, shihemi të njëjtën e ardhshme në të njëjtën kohë.